Со приклучување на училишните спортски сали на гасификацијската мрежа или со поставување на топлотни пумпи во спортските објекти, кои што се многу поекономични од потрошувачката на електрична енергија, во иднина би можел да се реши проблемот со затоплувањето на училишните сали, кои што се изградени дополнително и се надвор од училишните згради, смета раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ. Тој има сознание дека во дел од училишните спортски сали и покрај стартот на грејната сезона, но и предходните години наставата по физичко и здравствено образование се изведува во студени простории, но според него дополнителните грејни тела меѓу граѓаните познати како тајфуни се огромни потрошувачи на електрична енергија и се небезбедни за учениците. Тие спортски сали самите констатиравте дека се градени 10-15 години, имам и сега кои се изградени тоа се училишни сали, многу подоцна од училишните згради. И нормално дека училиштата имаат централни грејања без разлика кој енерген за затоплување користат, меѓутоа таа котлара која е ставена во функција не може да ги затопли дополнителните простори кои се изградени, кои се, видите, и тоа се огромни простори, бидејќи тука станува збор за спортски терен, тоа е спортска сала за да биде затоплена. И она што е втор сегмент во овој дел, нормално дека директорите се тие одговорни и тие се застапувачи на правните субјекти во овој случај основните училишта. Енергетската криза која поминавме минатата година го зема данокот и сега. До пред стартот на грејната сезона се плаќа она што значи енергенси за предходната учебна година, затоа што знаете дека цената на гасот скокна многу, потоа беше повлечена и нафтата и така натаму пелетите, и сето тоа придонесе за да училиштата беа расчистени во изминатите неколку години од долгови. Сега со оваа енергетска криза, високите фактури за електрична енергија, училиштата повторно влегоа во она што значи долг, ненавремено исплаќање на фактурите, а веќе говорев за наменската блок дотација, колку и што покрива, и од втор аспект е она што значи ширење на гасификациона мрежа. Гасификационата мрежа се шири, меѓутоа во они училишта каде што можеше да се приклучат тие спортски сали ги приклучивме на газ, успеавме да ги ставиме во функција и тие спортски сали, меѓутоа во училиштата кои не може да се вклучат, имаме проблем. И тука директорите внесуваа дополнителни грејни тела или они како што ги велат тајфуни. Меѓутоа во ваква ситуација минатата година на енергетска криза, која мислам дека ќе продолжи и сега, она и како се тоа големи потрошувачи на електрична енергија, и сметам дека тие тела се и небезбедни за учениците, затоа се изведува настава. Не велам дека е исправно, меѓутоа со овие тела дополнително се оптеретува и онака исцрпените и тенките наменски блок дотации за училиштата, и ова е сериозен проблем кој треба да размислуваме во иднина за побрзо ширење на гасификациона мрежа или начин на внесување на оние топловодни пумпи како на затворениот пливачки базен. Раководителот Јовановиќ потенцира дека исклучиво директорите на училиштата во соработка со училишните одбори донесуваат одлука дали ќе се користат грејни тела во училишните спортски сали кои што се одделени од училишните згради, или пак учениците ќе изведуваат настава по физичко и здравствено образование во незагрејани студени простории, па дури и кога температурата во зимски услови е под нула.